Ова е час наменет за учениците од 9 одделение кои го изучуваат францускиот јазик како втор странски јазик. Bonjour mes élèves, toujours motivés pour apprendre le français. Je m'appelle Magdalena. Значи, добар ден, драги мои ученици, јас сум наставничката Магдалена и денеска сите ние заедно ќе пробаме да одговориме на неколку квиз прашања. Како што гледате, квизот ни се вика Tour de France и предпоставувам дека сите вие веќе имате слушнато за Tour de France. Тоа е позната велосипедска трка која се одржува на територијата на Франција уште од 1903 година па се до денеска. Досега била прекината само 2 пати поради двете светски војни и оваа година за прв пат е одложена за во месец август поради коронавирусот. Сега, која е целта на денешниот квиз? Целта на денешниот квиз е да одговориме на 16 прашања на дадена тема и да стигнеме до Париз, до Шанзелизе, каде што нели ќе провериме дали сме носители на жолта маичка како најбрзи, на зелена како најдобри спринтери или пак на бела со црвени точки како учесници кои најдобро се снашле по планинските терени. За полесно да ни биде проверката, ве замолувам одговорите, запишувајте ги на лист или во тетрадка. Да не должиме многу и да ја видиме темата на денешниот квиз. И еве темата на денешниот квиз, еве и водителот ќе потврди, се décrire un objet. Значи, темата на денешниот квиз е décrire un objet. Сите прашања што ги одговараме во квизот се однесуваат на опишување на предмет. Значи 16 прашања на тема опишување на предмет. И да почнеме. Еве сме ние, значи спремни за трка, спремни за стартување. Еве го и првото прашање. Dans le jardin, il y a. Кој е точниот одговор? Значи А, Б, С. Dans le jardin, il y a. Точниот одговор запишајте го на лист или по тетрадка. Не обраќајте внимание на секундите што ги има од страна. Значи, ако не ви е доволно времето што ви го даваме, значи притиснете стоп и одговорете на прашањето и продолжете со видеото. Одиме, значи, со второто прашање. Еве сме, се движиме по Јужна Франција. И второто прашање за денеска. Дополни ја реченицата во која се опишува некој предмет. Il est un tissu, il est heureux, il est blanche. Значи, кој е точниот одговор? А, Б, С. Il est un tissu, il est heureux, il est blanche. Запишувајте во вашите тетрадки, на вашите листови. А ние се движиме полека, но сигурно кон Париз. Одиме со третото прашање. La table est en bois rond rectangulaire. La table est en bois rond rectangulaire. Гледајте сликата, значи на секој прашање имате слика кој ќе ви помогне во одговарањето на прашањето. Одиме понатаму. Прашање број 4. Qu'est-ce que c'est? Сега, ова е прашање во кој ќе добиете опис на предмет и тој предмет вие треба да го запишете во вашите тетрадки или на вашите листови. Значи, описот треба да ве потсети на некој предмет, а предметот што е опишан вие треба да го запишете. Да видиме за кој предмет станува збор. Il est petit et rectangulaire et comme un livret. Il est en papier. Ça sert à voyager à l'étranger. Qu'est-ce que c'est? Donc, il est petit et rectangulaire et comme un livret. Il est en papier et ça sert à voyager à l'étranger. Што е ова? Одговорот знаете. Запишан во тетрадка или на лист.
ние понатаму. Прашање број 5. Mon pantalon est en or, en tissu, en papier. Donc, mon pantalon est en or, en tissu, en papier. Гледајте сликичката и одговорете на прашањето. Prachanie bрој 6, la 6e question. Sur la table, il y a un portable. Кој е точниот одговор? A, B, C. Sur la table, il y a un portable. Еве сме кон Алпите. Прашање број 7. Ça sert à. Точниот одговор е A, B, C. Donc, ça sert à и го очекуваме вашиот одговор запишан на лист или во тетрадка. А ние се движиме. Полека, но сигурно кон Париз. Прашање број 8. Повторно опис. Qu'est-ce que c'est? Значи, за кој предмет станува збор? Il est un papier. Il a des couleurs et des motifs différents. Il est rectangulaire. C'est un objet dans lequel on écrit. Qu'est-ce que c'est? Il est un papier. Il a des couleurs et des motifs différents. Il est rectangulaire. Et c'est un objet dans lequel on écrit. Што е ова? Ќе видиме на крај. А вие запишувајте. Прашање број 9. Les vases sont. Les vases sont. Кој е точниот одговор? Од понудениве А, Б, С, значи кој е точниот одговор? Еве сме. Прашање број 10. C'est une chemise. Каква? C'est une chemise. Три понудени одговори, кој е точниот? А, Б, С. Прашање број 11. Еве го. Donc, le coussin est carré, rond, rectangulaire. Значи, гледајте фотографијата и ќе дојдете до одговорот. Le coussin est carré, rond, rectangulaire. Кој е точниот одговор? Се надевам, имавте време. Еве сме ние, веќе во Страсбур. Се приближуваме кон целта. Целта ни е Париз, Шанзелизе. Прашање број 12, повторно опис. Qu'est-ce que c'est? Што е ова? Значи, повторно опис на предмет. Il est grand et rectangulaire. Il est en bois. C'est un meuble. Ça sert à se reposer. Donc, qu'est-ce que c'est? Il est grand et rectangulaire. Il est en bois. C'est un meuble. Ça sert à se reposer. Qu'est-ce que c'est? Што е ова? Одговорот знаете. Ќе го видиме на крај. Одиме ние во Северна Франција и на 13-то прашање. 13-то прашање вели le verre sert. Donc, le verre sert. Точен одговор е А, Б, С. Значи, кој од понудените? Кој да е, запишете го. Одиме понатаму. Прашање број 14. La robe est. La robe est. Кој е точниот одговор? Гледајте фотографијата, гледајте го прашањето и лесно ќе дојдете до одговорот. Ние се приближуваме полека кон Париз. Прашање број
15. La table est. La table est. Кој од понудените одговори е точен? И следното прашање, се надевам ќе успееме да стигнеме. Повторно опис, qu'est-ce que c'est? Значи, за кој предмет станува збор? Што е тоа? C'est un objet qui est idéal dans votre salon ou sous votre table et qui est posé sur le sol. Il peut être carré, rectangulaire ou rond. Il peut être en coton ou en laine. Il peut être grand ou petit. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui est idéal dans votre salon ou sous votre table, qui est posé sur le sol, qui peut être carré, rectangulaire, rond, qui peut être en coton ou en laine et qui peut être grand ou petit. Qu'est-ce que c'est? Или за кој предмет станува збор? Браво, значи, браво, успеавме, стигнавме. Nous sommes à Paris, стигнавме во Париз и да видиме што сме освоиле. Еве сме, значи, повторно, честитки од сите страни. Сега, ова што го гледате се точните одговори. Значи, вашите одговори споредете ги со ова и врз база на ова пребројте колку точни одговори имате. Предметите кои беа опишани, прашање број 4 паспорт, прашање број 8 каје, прашање број 12 ли и прашање број 16 тапи. Значи, споредете ги вашите одговори со точните одговори и да видиме, нели, што сме добиле на крај. Значи, за тие што имаат од 0 до 5 поени, добро е, но треба да седнете и да си ги повторите изразите и зборчињата за опишување на предмет. Од 6 до 11 поени, значи зелена маичка, имате грешки, значи треба да вежбате уште. Од 12 до 16 поени жолта маичка, значи добро е, но секогаш може подобро. И тоа беше се за денеска, значи од денешниот квиз. Се надевам задоволни сте со вашите одговори, се надевам уживавте во квизот. Се гледаме наредниот пат. Donc, à la prochaine et apprenez le français.